Корисниците на Порака наша заедно со волонтери, ученици од здравствената струка во Средното техничко училиште Наце Боѓони денеска организираа продажна изложба на која беа презентирани сите досегашни изработки на кои што работеа изминатиот период по повод великденските празници. На штандот на Порака наша можеа да се купат декоративни миризливи свеќи, изработки со помош на 3D принтер, како и сублимирани производи карактеристични за овој празник. Инаку соработката на Порака наша со здравствената струка е континуирана. Учениците и наставниците и предходните години ги поддржуваа активностите на лиценцираниот Центар за рехабилитација и реинтеграција по повод празниците. Јас сум Иван од Пораку, право чаше и свете. Јас сум Нине, Стефановски Нине. Ја прави чаше, све прави све кој сака купи. Во тек е великденски базар на Порака наша. Зад мене можете да видите изработки на нашите корисници. Значи сите изработки се на лица со интелектуална попреченост, односно корисници на Порака наша. Може да видите свеќи, чаши, шишиња за воду. И горди сме што можеме да споделиме нивната креативност и нивниот труд и со купувина на овие производи поддржавате нивна работа и нивната самостојност. Производите може да се нарачат на нашата Facebook страна, Instagram страна или директно во нашиот центар на Бајрам Шабани. Нашите дечки секој производ ќе го направат со многу љубов и со многу труд. Овој великденски базар беше малку хаотичен, видиш имаме многу и тековни активности во нашиот центар, но со заедничка работа за неделя-две стигнавме да ги изработиме сите овие производи. Ние сме учениците од здравствена струка и доаѓаме од стручното училиште Наце Боѓони. Во склоп со нашето училиште учествуваме во различити воншколски активности. Исто така соработуваме со Сдруженијето Порака наша. Претходно имаме учествувано во новогодишен базар, а сега сме тука да го поддржиме великденскиот. Се надеваме дека сите производи ќе бидат продадени и дека нашите посетители ќе го поддржат ова здружение. Традиционално по повод големиот христијански празник во повеќе училишта во градот деновиве се организираше великденски базар. Учениците заедно со наставниците подготвија прекрасни ракотворби, великденски украси и уникатни изработки, покажувајќи ја својата креативност, труд и посветеност. Со организирање на празнични базари се докажува дека хуманоста и заедништвото се вредности кои се негуваат и развиваат во кумановските училишта. Продажните изложби беа поддржани од учениците, родители граѓаните на Куманово, кои што сакаа да дадат придонес за локалната заедница. Уште неколку дена до големиот хуманитарен великденски концерт Пееме за Јована. На 15 април на големата сцена во Центарот за култура со почеток во 19 часот и 30 минути ќе настапат истакнати кумановски музички имиња заедно со гости музичари од други градови со изведби на македонски песни, обединети со една цел – сите заедно да помогнеме за подобро утре на Јована, девојче кое што храбро се бори со церебрална парализа. Со само 250 денари за билет за концертот покажуваме хуманост, заедништво и поддршка. Концертот го организира Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт во соработка со Телевизија Плюс и Националната установа Центар за култура Трајко Прокопијав. Согласно со Законот за празниците на Македонија, петок и понеделник се неработни денови. Утре, Велики петок, е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед во Македонија. 13 април понеделник, вториот ден на Великден според православниот календар, е неработен ден за сите граѓани на Македонија. Во Општинскиот младински центар Мултикулти денеска се одржа јавна дебата за наодите од истражувањето за имплементација на Законот за младинско учество и младински политики во организација на Сдруженијето на граѓани Пролокал од Битола. Заедно со службеникот за млади во Општина Куманово Мартин Крстиќ присуствуваа представници на младински и граѓански организации и институции како дел од фокус групи со цел валидација на наодите од истражувањето, дополнување и приоритизација на препораките. Истражувачкиот тим на Пролокал ги презентираше главните наоди со посебен осврт на имплементација на законски механизми, состојбата во урбани и рурални општини, институционални и финансиски предизвици.
Во основното училиште Христијан Карпош во населбата Перочичо официјално започна активностите од проектот Допри до голот фудбал за секое дете, со поддршка на основното училиште со ресурсен центар иднина од Скопје, УЕФА Фондација за деца и Фудбалската федерација на Македонија. Инклузивните спортски активности во рамки на проектот придонесуваат за развој на моторичките вештини, координацијата и физичката активност кај учениците. Учениците учат да ги почитуваат различностите, да се подржуваат меѓусебно и да развиваат одговорност и емпатија. Инаку инклузивната фудбалска програма е намената за поддршка на ученици со комплексни образовни потреби, кои често се соочуваат со бариери за учество во спортски активности. Проектните активности обезбедија прилагодена спортска опрема за целната група, структурирана обука за наставен и стручен кадар, организирана врсничка поддршка со цел активно вклучување, еднакви можности и социјална интеракција преку фудбалот. Кумановецот Зоран Симоновски, кој 14 години е диабетичар и примал инсулинска терапија, тврди дека последниве неколку месеци целосно го регулирал шеќерот во крвта користејќи природни чаеви од познатиот фитотерапевт и стручно лице за природно лекување и исхрана од Србија Милета Манојловиќ, инаку професор по физика и филозофија. За постигнувањата на професорот Манојловиќ голем број кумановци веќе се запознаени. Тој во мај минатата година во Занаетчискиот дом во Куманово одржа едукативно предавање на тема превенција на здравјето и лекување на најтешките заболувања, а присутните имаа можност да слушнат за интегративната медицина, која е важен сегмент во алтернативниот начин на лекување. Манојловиќ е автор на повеќе од 100 природни препарати за облажување на болката и лекување на канцер на меките ткива, како што се билни мешавини, тинктури, креми, облоги и капсули. Добитник е на повеќе награди, дипломи и признанија. За придобивките од користењето на природните чаеви во лекување на диабетесот со Зоран Симоновски разговараше Маријан Стошевски. Зоран Симоновски, ви сте од 2012 година диабетичар, примале сте инсулин, али еве од предизвестно време, прилike околу 4 месеца не сте више на инсулин. Кажете ни за диабетис, знаеме каква болест, али еве ваше искуство да го споделите. Моје искуство да го споделимо, значи некој вика инсулин не може да се прекида во оно, јас сам го прекидаја 3 месеца при чаеви од професора од Србија Манојловиќ. Сваки месец испраќам и по карго, зимам го на Табановце. И многу се осиѓам поболе, пошто инсулин почна да ме дува во оно, јас сега веќе ослабнал 20 кила, имаја сам 135, сега имам 115. Кажи ми како делуваше чај конкретно на професора Манојловиќа, само по етапе ишло веројатно, прва неделја, друга, кои се биле симптоми кога си почнаја да го взимаш чај? Второ неделја осети боле и после пију чај, примам инсулин, почна многу да ми спада, 2,5 и после полак све избацига инсулин и се сам само на чај. Дали овој терапија ќе продолжите дали да го взимате, пошто ќе го продолжу. И да е жив и здрави професор Манојловиќ, така да остави на njega потомство за да може да или и ми да взимам овое. Пошто он веќе секој 80 години има професор. Ја беше у Крушевац, виде како е таму. Значи он има 3 факултета завршено. И многу сам захвален од njega и да е жив и здрав. И дали и други луѓе да вика некој инсулин не може да се продува и со еве јас сам го стопираја. И еве живу 3 месеца. Еве што би им препоручија на оние луѓе кои су болни од шеќер, примава инсулин, дали им би еве ваш пример покажува дека што вика професор нема неизлечиви болести. Исто и професор ми га мене кажал Крушевац, вика нема да излечи, ја му кажа дека си на инсулин, вика ќе дојде време мора да го ставиш, вика една со друго не може, или вика ќе продолжиш да пиеш мој чај, вика или ќе продолжиш инсулин. Ама мене ми е боле на природно него овој свакодневно 4 пута да, пошто ја 3 пut се боскам брз и 1 пut спор ноќ. Колку ти бие шеќер пред да почнеш да го примаш терапија на професора Манојловиќ? Мене ми идеше и до, значи дури не могаше апаратче да ги измери, ХИ ми ишло, значи преко 35-37.
А сега сега 6-7 се валега мери 6,5 ми беше со чај. И да кажеме дека чај е укусен, пријатен за пиење. Ја го пију 2 литра дневно пију, значи прошага се река кој што вика, значи место воду може да си пие чај вика. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера полициски службеници лишиле од слобода 34 годишен кумановец бидејќи физички го нападнал неговиот брат кој бил на неговото работно место. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Во полицијата вчера вечер 77 годишникот Куманово пријавил дека бил физички нападнат од неговиот син и неговата сопруга со која е во бракоразводна постапка, соопштија од секторот за внатрешни работи Куманово. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот.